Актуелната политичка состојба и предвремените парламентарни избори влијаат врз потпишувањето на концесиите за експлоатација и истражување во рударскиот сектор. Првиот човек на Асоциацијата за рударство Николајчо Николов вели дека инвеститорите не трпат спора администрација, но по изборите се очекува од наредната година овој сектор да заживее. Имаме заостанување во потпишувањето на потребните документи од надлежните министерства, веројатно како причина е и нашата политичка состојба. Дај Боже, веќе се договорени изборите и дај Боже дека во наредната година и рударскиот сектор ќе живее и работи во едни подобри околности. Истокот очекува да се отворат уште најмалку 4 рудника, од кои 2 за бакар во Пробиштип и Пехчево, 1 за јаглен во Пехчево и Боров дол за бакар, кој е на територија на Штип и Конче, а кој треба да го продолжи векот на Радовишки Бучим. Во земјава неколку децении не е отворен нов рудник. Причините се големите инвестиции, но и цената на металите на светската берза. Ако направиме една анализа, статистичка анализа, ќе видиме дека во последните 60 години има пуштено само мал број на рудници. Од тие, практично над 40 години не е пуштен ниту еден рудник за вадење на метали, што зборува колку е сложено и колку е тешко да се дојде до отварање на еден нов рудник. Од рударскиот сектор велат дека државата треба да направи стратегија и за експлоатација на неметалите и секако нивен пласман на светските пазари.